Магистар Татјана Павлова, наш гостин денеска. Добро утро. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за поканата. Благодарам што сте ни гости денеска, особено за нешто што треба навика да ни биде, ама некако, брзиот живот, динамичен, треба постојано да подсетуваме за колку е важно овошјето и зеленчукот, но овој пат ќе се концентрираме и ќе започнеме од децата. Како еве и подсетување за нас родителите дека треба малку повеќе ние да работиме на тоа дека треба да им биде навика. Првото прашање ќе биде во контекст на тоа зошто комбинацијата овошје и зеленчук еднакво важна. Знаеме колку е поубаво на вкус овошјето за разлика од зеленчукот. Зошто кога треба да го научиме детето да ги јаде и двете, се почнува со дохрана од овошје наместо од зеленчук? Поради полесното прифаќање од страна на децата. И потоа имаме проблем со зеленчукот. Сепак овошјето, како што кажевте, на вкуса ние сме како човечки битија повеќе насочени она што ни е вкусно да го консумираме. Да. Бидејќи овошјето содржи поголем процент на шеќери, едноставно има повеќе бои и е поинтересно за консумација, па поради тоа и децата многу полесно го прифаќаат. Особено ако се одлучиме да почнеме да готвиме со овошје, например во одредени пудинзи да им додадеме овошје, доколку одредени житарки заедно со мед ги приготвиме со овошје, или оние палачинки денеска, што децата банана, премногу ги сакаат. Да, на нив мислите? Да, на нив мислам, па ете и да ги зачиниме со одредена бобичесто овошје, навистина им се многу поприфатливи за консумација. Ама за некои родители проблем затоа што подоцна не може да го научат детето да јаде зеленчук. Так. Како да го постигнеме тој баланс? Дали прво да се почне со зеленчук или да се прават комбинации? Што смее да се комбинира всушност? Детската возраст како категорија е многу интересна за анализирање првично. Бидејќи детски период го сметаме од инфант, односно од период на бебе, па све некаде до 8-та година. Велиме дека е период на детство. Меѓутоа, што е значено за овој период? Ако ние како возрастни единки веќе сме развиени, децата токму во тој период се во оној процес на раст и развој, кога нивните органи се развиваат, кога коските растат и се оформуваат и претрпуваат доста промени. Па така, можеме да кажеме од бебешка возраст, па до 3 годишна возраст, па и од 5 до 8 годишна возраст, скроз се различни потребите. Значи, не можеме да ги унифицираме децата како категорија. Сепак треба да се водиме кон возраст. Па би рекла, ако бебињата ги храниме кога се гладни, веќе дечињата треба да ги храниме неколку пати во текот на денот. Значи, по помали оброци, меѓутоа неколку пати. Зошто? Бидејќи сепак нивното желудниче е малечко. И со еден оброк тоа треба да задоволи одредени потреби, меѓутоа и не да се прејади. Што значи тоа? Освен доручек, ручек и вечера да има задолжителни ужинки? Да, значи 3 главни оброци и ужинки. Детето треба како родители, сега имаме категорија дечиња кои што може некој дома да ги чува, не одат во градинка, меѓутоа има дечиња кои што одат во градинка. Веќе тука и кон социјалните установи мораме да се насочиме какви навики они во градинка добиваат, затоа што сепак се социјализираат тука се во група со дечиња. Сакате да кажете не е само дома? Не е само дома. Да. Полесно е доколку има баба, дедо, некој да го чува и да внимава на неговите навики. Меѓутоа, што би кажала тука? Што смее да се меша? Како да се постапи од самиот почеток да рамномерно се конзумираат и овошјето и зеленчукот, да не се створи одбивноста, кое што чинам дека некои родители велат од самиот почеток не прифати да јаде, пример да земеме, брокула и не јаде до ден денес. Тука е најголема улогата на родителот. Па ќе кажам, првично треба да го анализираме нашето дете, што тоа сака да консумира. Доколку сакаме некоја храна да му ја наметнеме, не би требало тоа да го правиме со сила, бидејќи тука се создава одбивност кај децата. Нешто што наметнуваме, дури ние како возрастни единки, нешто што ни се наметнува, некогаш навистина го одбиваме. Децата треба едноставно преку игра и забава да ги учиме да консумираат овошје и зеленчук. Што би кажала, значи, правилно е
секогаш како нутриционисти наметнуваме се повеќе зеленчукот да биде застапен на трпезите и во оброците. Што значи тоа? Тоа значи дека моја лична препорака е со секој оброк да има салата. Така, добро. Да биде сервирана во во залчиња, ќе кажам, достапни за детето, лесни да му бидат за консумација. Се повеќе и ние како возрастни, нели, да консумираме овошје и зеленчук, па на тој начин детето сето она што го гледа дома ќе го прифати како здраво и нормално. Секав да ве надополнам, ова што велите, табелата која што ми ја посочивте е следната: потребите од овошје и зеленчук распоредено по возраст. Од 2 до 3 години треба 1 чаша како порција дневно. Да, значи една чаша распоредена од 200 до 250 мл во зависност од возраста, меѓутоа распоредена во оброци. Таа чаша да биде така. Распоредена во оброци, добро. Сега тука мешунките ќе ги спомнам, тоа се вид на зеленчук, меѓутоа мешунките ние сирови не ги консумираме. Секогаш ги консумираме готвени. Затоа таму исто така е наведено колкава, од прилика 3, ако е 2 годишно дете, 3 до 4 лажици, гравче ќе го спомнам, или леќа. Значи да не го оптоваруваме, затоа што заедно со таа манџичка ќе земе и лепче, па ќе земе и салатичка, и навистина него му е денеска доволно. Да има 2 оброци такви и третиот да биде веќе малку по обем помал, со 2 ужинки овошје. Овошјето инсистираме како закуска да биде, значи да не се почнува денот со овошје. Исклучиво како закуска. И на тој начин детето ќе се знае во текот на денот кои му се потребите и што да очекува. И многу е значено детето да го анализираме. За жал, ќе кажам дека многу хронични заболувања се јавуваат кај децата. Пред диабетот и диабетот, за жал, поради лошите навики на исхрана, кај децата се денеска почесто застапени. Намалена границата, така? Да. Веќе, обично велиме, поради лошите навики се јавува во адолесцентниот период. Но сега не, веќе. Меѓутоа има и случаеви. За жал е спуштена граница. Затоа што, да бидам искрена, детето не е нормално да изеде порција колку што може возрастен човек да изеде. Ако ја јаде таа количина, верувајте дека имаме проблем. Значи количините мора да се намалат. И тоа веројатно само се накалемува. Се накалемува. Што би рекла, значи желудникот е мускул. Колку ние го навикнуваме, колку храна му даваме, толку тој се шири. Значи, да не претеруваме со храна кај децата, да не се јавува паника кај родителите зошто не консумира одредена намирница. Значи, навистина да внимаваме на потребите и количините. Кога веќе споменавме табелата, еве чисто за сите оние кои што не следат, за зеленчукот и овошјето иста е табелата, значи од 2 до 3 години иде по 1 чаша дневно, од 4 до 8 години 1,5 чаша дневно и од 9 до 12 години тоа се 2 чаши дневно. Овошјето го препорачувате да биде исклучиво како закуска. Не споменавте да се започнува денот така. Малку спротивставено во поглед на тоа, да речам, нутриционистите како советуваат, започнете го денот со едно јаболко, со овошна салата и така натаму. Знаете зошто? Затоа што овошјето сепак содржи одреден процент на шеќер. А кај возрастна единка, јас не препорачувам лично почнување ден со овошје, токму поради кревањето на гликемискиот индекс. Значи, доколку ние сме физички активни и тој шеќер можеме да го истрошиме во текот на денот, да. Категорија кај што препорачувам да се почне со овошје и зеленчук е популација со покачени нивоа на холестерол. Значи, само во тој случај препорачувам и тоа повторно да се внимава кое е овошје. Например, нас најсладка ни е бананата. Или јаболкото го спомнав. Јаболкото е добар избор, затоа што јаболкото содржи доста витамин С. Ние знаеме како печено да го јадеме, што на вистина е еден добар начин да го и добар начин да го искористиме, Го реков како закуска затоа што од јаболките се прават и одредени пудинзи, па на пример помешано со некоја варена житарка, додадено со бобинки и така натаму, на вистина би било здрава ужинка.
Не само за децата, и за нас возрастните. И плюс, поради шекерите кои што ги содржи овошјето, сепак ние не секогаш консумираме и свежо овошје, консумираме и суво овошје. Концентрацијата на шекери во сувото овошје е значително голема. Што се случува? Значи, кога нешто дехидрираме, ние ја вадиме водата од него и остануваат диететските влакни и остануваат шекерите. И затоа секогаш кога го советувате сувото овошје како закуска, да речеме? Сувото овошје во комбинација секогаш со некое смуди. Добро. Во некоја комбинација, например, зошто да не направиме пудинг од варени јаболка и урми. Значи да не додаваме засладувач. И тоа убаво да го изблендираме. Малку кокос и ете. И тоа плюс доколку додадеме и овесни снегулки, па тука може и некој оброк да излезе. Значи некој полесен појадок. Значи да се трудиме на природен начин ти јаглените хидрати да ги внесуваме и да ги искористиме. Сакав да ве потпрашам, советувате дека потребно е понекогаш, велите, да се вметнат некои вегетаријански оброци за омилените, да речеме и за деца, и за возрастни, и за секогаш шпагети, лазањи, наместо месо да се вметне зеленчук. Тоа е еден од начините како на дечињата да им го доближиме зеленчукот. Сите дечиња сакаат пица, нели? Да. Меѓутоа не мора секогаш да биде. И шпагетите се разбира. И шпагетите, лазањите, значи сето тоа што е наведено на вистина децата го сакаат. Па ајде да направиме некоја комбинација некогаш на вистина да не биде тоа месо, нека бидат печурки. Може и тука брокула да се воведе. Тиквичките се секогаш многу добра опција. Компирот и така натам. Навистина може да се комбинира. Само треба да имаме волја, без паника и полека. И велите, родителот секогаш треба да биде пример за своето дете, затоа што потребно и ние возрастните да консумираме повеќе овошје и зеленчук дневно. Ако за децата беше чаша и пол до 2 до 12 години, колку е за нас возрастните? Секогаш велиме порцијата треба да не биде колку раката. Од прилика 1-2 порции овошје во текот на денот, колку што ни е нашата шака. И што советувате за возрастните? Исто да биде изборот како закуска, да не биде тоа почеток на денот? Јас лично велам дека денот треба да го започнеме со течности. Зашто? Бидејќи во текот на ноќта, ајде малце физиологија, во текот на ноќта нашиот црн дроб не чисти од буквално токсини. Дали што сме ги внеле преку храна, дали преку загадениот воздух и така натаму. Периодот на чистење е во текот на ноќта. Затоа велиме навечер доцна вечера не, за да му лесниме на црниот дроб да работи. Меѓутоа што се случува тогаш? Значи водата од организмот црниот дроб ја користи за чистење. И ние наутро стануваме дехидрирани. И затоа велиме, чаша вода со лимун, ете и чија семе, за да добиеме диететски влакна. Во ладните зимски денови секогаш билковиот чај го препорачувам. На еден начин добиваме вода и го хидрираме телото, на друг начин ја подобруваме дигестијата. Тоа што е најважно како да го започнеме денот, и веднаш потоа оброк. Не веднаш потоа. Не веднаш потоа, од прилика 20 на минути би требало да почекаме да тоа или според нашите потреби. Појадокот треба да се земе физиолошки, препорачено е до 10 часот. Сега не сите имаме потреба, некој навистина појадува веднаш штом ќе стане. Меѓутоа ние ќе задоцниме денеска малку со почеток на појадокот, но велите се во зависност од потребата и начинот на живот и организацијата. Треба да си го слушаме и организмот некогаш. Да се навратиме на тоа која комбинација е дозволена да се помеша како намирница, за да можеме да на децата да им го доближиме зеленчукот, што можеме да измешаме. Јаболко и морков е добро позната комбинација, но што друго еве не знаеме дека како комбинација одговара и може да се помеша. Јаболко, јаткасти плодови и аронија. Аронијата може. Секако, значи, не напоменавме, во принцип, зеленчукот на организмот му обезбедува доста минерали, му обезбедува витамин С.
обезбедува витамин А, кој што е многу значаен во детската возраст. Обезбедува железо, за кој што малку некако зборуваме, да, како витамин повеќе особено на зелениот лиснат зеленчук. Фолната киселина ни е потребна нас во текот на целиот живот, особено во детската возраст. Додека па овошјето исто така обезбедува витамин С и тука исто така витаминот А е застапен. Што велиме, зошто обоените овошје и зеленчуци? Токму поради содржината на каротеноиди, поради содржината на антоцијани, поради содржината на витамин. Така, и дозволено е обоените да се мешаат? Да, дозволено. Велиме, морковчето нас не ни е својствено морковче за ужина да даваме. Меѓутоа, самото морковче има некој сладок вкус, што слободно може да замени овошје. Јас би го рекла дека е на исто ниво веќе и со јаболкото. Дали едно јаболко или едно морковче, тоа се комбинации кои што можеме да ги мешаме. И тука може да се помеша една мандарина, еден портокал, заради потребите од витамин С. Така, најважно е здравите навики да ги создаваме од најмала возраст. Да, и повторно ќе кажам, најважно е ние да бидеме пример за децата. Споминавте еден многу важен елемент, дека не е дозволено, тоест не е препорачано доцна вечера. Што значи тоа? Ако појадокот не смее да помине 10 часот. Да. Што значи тоа доцна вечера? Кога треба да биде последниот оброк? 3 часа пред да легнеме. Добро, обично тоа е нели не го планираме, но што значи ако убаво се испланира денот и со ужинки, што значи тоа? Кога 19 треба? 19 часот. 19 од прилика часот. до 19 да, часот. Да не се поминува 19 часот. Да, тоа би значило една убава организација во денот, со оглед и на работата и динамиката која што имаме сите. Помеѓу трите главни оброци, секогаш треба да има од прилика 3 до 4 часа растојание измеѓу пополнети со ужинки. Да, и тие ужинки советувате да бидат исклучиво од овошје. Најдобро е овошје. Ете, ајде да го вметнеме малку и темното чоколадо, не мора да биде како да ги задоволиме можеби потребите. Потребите за благо. Ајде да ги научиме децата и чоколадо да јадат. Значи чоколадото не треба да се јаде многу. Ајде да почнеме коцка по коцка. Сензорите за благо нас не се во усната шуплина. И велиме една коцка чоколадо, па неколку пати да ја имаме во усната шуплина и после тоа да ја голтнеме, се заситува потребата за благо. И на тој начин нема не можат дечињата да изедат на вистина голема количина. Сепак ние не можеме некогаш да ги тргнеме од оние закуски како што се гресини, сладки така натаму. Меѓутоа ајде да се трудиме дома да ги приготвуваме. Нека бидат мафини со вишна, нека бидат мафини со јаболка. Ете палачинки со банани, па дури и чорбичките нека бидат блендирани, динстани заедно со месо, ако детето, ете, месото полесно го прифаќа. Зашто во чорбичките да не додадеме малку месо? Добар предлог и убави комбинации, како зубав старт на оваа работна недела и подсетување на здрави навики. Ви благодарам што одвоивте време и бевте денеска наш гости. Во секое време уште еднаш ви благодарам за поканата.